Добро утро, Анита, добро утро, драги. Утрово имаме сонце, меѓутоа сонце со заби, а за тоа колку ваквото зимско сонце може да биде штетно за кожата на луѓето, утрово на оваа тема разговараме со доктор Горица Дачевска. Докторке, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, благодарам на поканата. Поздрав до сите во студио, поздрав до сите ваши гледачи. Зимскиот период го сметаме како еден од позаштитените периоди за нашата кожа, но колку е всушност тоа вистина, односно колку зимското сонце може да биде штетно за кожата на луѓето? Точно е така, нели, во текот на зимата повеќе се облекуваме и некако најповеќе, нели, кожата ни е заштитена, меѓутоа лицето, рацете, па и косата, нели, во тој период се најповеќе, нели, изложени. Што е битно? Да, ова зимата е, нели, убава и пријатна, меѓутоа и како, нели, тој ладен воздух, ниските температури доведуваат до оштетување на нашата кожа, на рацете, на лицето, во случај ако не се доволно заштитени. Многу често, нели, пациентите доаѓаат и спомнуваат дека од година во година приметуваат промени, нели, на нивната кожа, дека при најмало, нели, менување на температурата се јавува црвенилост, се јавува сувост и се јавува чешење. Така да во овој период што е најбитно, пред се да почнеме да внимаваме во однос, нели, на козметиката. Во овој период да се користат пред се, нели, креми кои се хидратантни, зависно од типот, нели, на кожа и задолжително, нели, да користиме соодветни заштитни креми за рацете. Бидејќи рацете се тие кои, нели, континуирано, нели, ние сме во контакт со други луѓе, се оздравуваме, постојано ја одржуваме хигиената и многу често забораваме ајде не сега, ајде сега, следниот пат, нели, ќе нанесам крема. А кожата е орган кој памти и многу често се јавуваат пациенти кои имаат тука доста оштетувања, каде што сето тоа, нели, може да биде, нели, и влез за секундарни бактериски, да настане секундарна бактериска инфекција. Да, точно така, и ние новинарите што сме на терен често го имаме тој проблем, па и лично и јас, особено во овој зимски период. Докторке, кажете ми, кои делови од телото се најпогодени од УВ зраците во зима? Во УВ зраците, да ви кажем, е носот и ушите. Но луѓето, нели, кои се веќе имаат искуство и кои претрпеле, да кажеме, таква траума, и како, нели, памтат и знаат да се заштитат. Меѓутоа, пак ви кажам, ајде на брзина, сега ќе појдам до ваму, ќе појдам до таму, ни се јавуваат, нели, пациенти, каде што, конкретно, па и луѓе во кои одат по планина, мислејќи, нели, ако користиме заштитни креми, дека тоа треба да биде во летен период. Но се случува да пациенти после одење, нели, на планина, ни се јават и како со сериозни смрзнатини, па да кажеме и опекотини од влијанието на сонце. Тоа значи дека и во зима може кожата да изгори исто како Точно така. И во зима може, нели, да изгори, така да пациентите многу често спомнуваат: докторка, тоа е исто и заштитен фактор што јас го користам на одмор. Да, тоа е истиот заштитен фактор кој многу повеќе треба да се користи во зимскиот период, бидејќи некако нас ни е влезено да тоа треба, нели, да оди само во летен период. Така да верувате дека тие последици после зимското изложување, нели, на сонце и како знаат да бидат доста сериозни, па и со последици. Така. Докторке, за крај на нашиот разговор, кои категории на граѓани треба да бидат особено внимателни во зима? Дали тоа се деца, лица со чувствителна кожа или оние со хронично кожни заболувања? Вака да ви кажам, пациентите кои имаат хронични кожни заболувања, те како се внимателни и секогаш пред да почне овој период доаѓаат и се информираат: докторке, дали има некој нов препарат кој е подобар од прошла година, во случај, нели, ако имаат хронично заболување кој доведува до многу сувост на кожа. Така да тие пациенти, да ви кажам, многу ретко доаѓаат со последици. Но, конкретно дечињата, конкретно луѓето кои имаат сензитивна кожа или пак во текот, нели, на овој временски период дошло до промена на нивната здравствена состојба,
тие значи можат да се јават и се јавуваат со последици во случај ако не користат соодветни креми или пак забораваат да користат креми со заштитен фактор. Ќе поставам уште едно прашање, неколку пати ги споменавте кремите, какви креми треба да се користат за превенција? Која е вашата препорака значи, како стручно лице? креми, витамински, значи креми кои се богати со хиалуронска киселина, креми кои зависно нели од типот на кожата и од потребите прават нели стимулираат создавање на колаген, еластин, значи креми, но се до тоа да биде, знаете како, прилагодено на нашиот тип и нашата потреба, да дојдат нели да прашаат, да се направи преглед на кожа, да видиме каков тип на кожа имат и оти се менуваме. И нашата кожа се менува, значи не е иста како кога сме имале 30, 40, 50, 60 понатака години. И да не ги заборавиме ракавиците, шалот Дефинитивно, и капите. да, ракавиците и шалот и капите, бидејќи треба нели да се заштитиме кожата. Ви благодарам што бевте утро во делот Македонија на утро. Благодарам на вас и сретни празници до сите гледачи. Среќни празници на вам, докторке, утрово за тоа како да ја заштитиме кожата во зимскиот период и колку може да биде штетно зимското сонце за нашата кожа, разговаравме со доктор Горица Дачевска.